На бегалецот Никола Груевски му се суди во отсуство за нарачката на шамарите во Центар. Ваква одлука донесе судијата Душан Јосифов откако побара обвинителката на СЈО Фатиме Фетај, а одбраната бараше раздвојување на постапката. Фетај баре и притвор за Груевски кога ќе биде во Македонија, но судот ќе чека одобрение од собранието бидејќи е пратеник. За разлика од судењето насилство во Центар, вчера на ТНТ судот му определи притвор на Груевски. Стартот на судењето доцнеше бидејќи се чекаше спроводот на Милјана Киевски од притворот. Ниту на обвинетиот Милјана Киевски, ниту на Кирил Божиновски, кои што не дадоа ниту причина, ниту повод да се определи притвор, бидејќи доследно и безпрекорно ги почитуваа мерките на предпазливост кои што беа определени во текот на јули 2017 година, што значи повеќе од една година. Дали веќе поднесовте жалби или планирате до кривичниот совет на Скопска единица по однос на притворот на Киевски? Поднесовме жалби како за Милјана Киевски, така и за Кирил Божиновски во текот на претходниот ден и побаравме јавни седници во кои што ќе си ги истакнеме своите жалбени наводи. Во судот и рочиште за собраниските инциденти се читаа пораките од телефонот на обвинетиот Игор Јук. Тие што ме пратија во собрание, тие и ме осудија. Тие што им вршев нивни работи, цел живот ме гонат. Ние по домови, по затвори бегства, а тие во фотелја. На 27 април Игор Јук според обвинителството од 14 часот и 30 минути имал неколку разговори преку телефон со обвинетите Александар Василевски Нинџа, Никола Митревски Колјо и Јане Ченто.